Од последниот пат што бевме во Министерство за финансии, ни беше речено дека чекаат одговор од една одлука од влада за 15 дена Министерство за здравство да направи комисија и да ги направи сите планови, рокови до кога може да биде обезбедена трикафта као модуларна терапија, но рокот 15 дена одавна помина. Каква е таа одлука? Зашто се работи? За Министерство за здравство со своите комисии да направи конкретен план, буџетски план и реализациони план, како и во кое време може трикафта да се обезбеди за сите пациенти, но 15 дена одамна помина. Мислиме дека повторно пречките за обезбедување на трикафта се во министарските или владините лавиринти и дека не се работи толку интензивно за овој проблем да биде решен, иако трикафта е многу потребна и на другите пациенти кои не беа во лоша состојба, но состојбата на пациентите од цистична фиброза никогаш не се знае кога ќе се Треба ли да ни се случи уште еден случај како тој со Благович за да обезбедиме за плюс 12 души електрика? Па ние се надеваме дека нема да дојде до тоа, но нема да се исклучи можноста да се случи тоа. Се надеваме дека нашите пациенти кои се долго време се борат со оваа болест, дека нема да дојдат во состојба да им треба толку брзо трикафта, додека на властите или владата да им текне дека овие луѓе многу се на овие луѓе им е многу потребен овој лек. Значи мало појаснување, Министерство за здравство требаше да обезбеди некаква план, некаков буџетски план да го достави до влада, а владата да одговори токму кон здравство повторно, така? Кон здравство и кон финансии. За финансии да може да направи план во некои рокови своји, план, буџетски план, ни рекол од финансии дека нема да им биде потребен ребаланс за обезбедување на средствата, дека имаат буџет за и овие други пациенти, но овие бурократски лавиринти на владата и на властите се многу, мислам, од некои други векови и мислам дека во 21 век не треба да има толку бюрократија, а посебно ако е лекот толку потребен и е животоспасувачки за пациентите. Каде е сега заглавена целата система? И колку пациенти треба да бидат вкупно опфатени? Па мислам дека со планот новиот треба да бидат опфатени 30 пациенти до крајот на годината, но потоа да се работи нормално и за 130 пациенти, кои се 140 пациенти, од кои не сите може да ја земаат трикафта поради специфичноста на генетските кодови. Мислам дека се околу 120 што може да ја земаат од 12 година и нагоре, иако во Америка веќе е одобрено од 6 години па нагоре и во Европа се очекува до крајот на годината да бидат од 6 години и ние очекуваме ако тоа се случи во Европа да се случи и кај нас, да и нашите деца да можат да ги земаат од 6 години, затоа што тоа ќе им го спречи прогресот во голема доза прогресот на болеста и ќе можат да живеат како сите други деца. Добро, со оглед на тоа што бевте вклучени во тие работни групи кои комуницираат со Министерството, знаете ли точно каде е проблемот, каде е заглавена работата? Тоа е проблем што не бевме вклучени. Ние имаме Тоа се прашања што вие треба да ги поставите. Само ако може пред кафе. Извинете. Значи нашиот член од работната група, така, ние именувавме член, но никогаш не бил повикан на тие средби со образложение дека тие направиле некои како да се научни работи во комисијата и дека тој не бил потребен во таа фаза. А како кога Министерот за здравство велеше дека ќе бидете вклучени? Да, али не сме вклучени уште. Значи нашиот член не бил повикан во ниту една значи седница на таа комисија. Кој членот до сега? Се откажала од својата... Не, ворите. Дали ќе имаше доволно за лекарство? Не. Во тоа не сакаме да влегуваме во тоа платата на кој колку е. Мислам дека има доволно Господи, они не се буџет. пратеници, они се пациенти со цистична фиброза, на погрешно место вие. Ако немате други прашања, Имам само уште едно кратко малко објаснување каде треба да го бараме одговорот како новинари. Кон која институција?
Јас мислам дека треба да го барате одговорот првично во владата, потоа во другите субјекти на владата што се Министерство за финансии и Министерство за здравство. И фондот за здравство нормално кој исто така е вклучен во нашата проблематика.